ова издание. Дали е можно решение на бугарско-македонскиот спор? Црвените линии на Софија и на Скопје се исцртани. Интервју со специјалниот представник Владо Бучковски. Како Авганистан го менува однесувањето на големите сили? Вашингтон, Пекинг и Москва со различен пристап кон глобалните прашања. Интервју со генерал Джеймс Джонс, поранешен врховен командант на НАТО. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Не може да се очекува брзо решавање на бугарско-македонскиот спор. Скопје ќе мора да почека на формирање на политичка влада во Софија. Ова во интервју за гласот на Америка го вели специјалниот представник Владо Бучковски, кој ги објаснува бугарските и македонските црвени линии. Тој додава и дека немаме друг избор. Мора да продолжиме да разговараме со источниот сосед. Господин Бучковски, можеме ли да очекуваме решение на македонско-бугарскиот спор, ако се знае дека во Бугарија во моментов има политичка криза или засега тоа е многу тешко? Па за жал таму се продлабочи политичката криза. Не се успеа да се формира влада и по повторените избори кои беа на 11 јули. Очигледно е дека сега се тактизира со третиот мандат кој го доби Бугарската социјалистичка партија, известно дека не може да направат и тие политичка влада. Тоа значи во ноември ќе има и председателски избори кои се редовни, но и овие трети повторени избори. Тоа значи до крајот на ноември, почетокот на декември ќе немаме од другата страна соговорник. Оној обич што го правеше нашата влада на оние средби во јуни, кога нашата делегација предводеше премиерот Заев, покажа дека службената влада не е подготвена да влезе во разрешување на спорот кој постои меѓу Скопје и Софија, така што ќе мора да чекаме до декември, но директно и кусот одговорам дали нешто може да очекуваме брзо, очигледно не, заради тоа што во Бугарија за жал, повторувам, се продлабочува политичката криза. И по најавите кои што ги гледаме од партиите во Бугарија кои што добиваа мандат за состав на нова влада, нивниот став е дека во Бугарија црвените линии се познати. Дали тоа значи дека и по формирањето на нова влада ќе биде тешко да се дојде до решение? Па јас би рекол дека и по последното интервју што го даде лидерот на најбројната партија, тоа има таков народ Слави Трифунов за Бугарската национална телевизија, тој потврди дека нема да има било какви промени и кога тој би бил на чело на идната политичка влада. Значи ние треба да имаме подготвени дека бугарските црвени линии се тие кои ни се нам добро познати. Од друга страна, нашата интенција е да покажеме дека во меѓувреме беше редно и жалам што тоа не успеавме да го реализираме заради икс причини, но и од бугарска страна, иако беше најавувано, не собра доволно сили конечно да ја верификуваме заеднички така наречената патна карта или патоказот кој требаше да отвори можности за позасилена соработка, а овие 3-4 теми кои се од политичка природа, кои се отворени прашања, да ги затвориме што е можно побрзо. Така што и по формирањето на владата, значи во декември, ќе продолжиме тамо каде што застанавме. Патот е тежок, но не е невозможно да се стигне до решение ако има јасно изразена волја од двете страни дека треба да се биде прагматичен и да се барат компромиси. Бучковски, што Бугарија конкретно бара од нас и кои се нивните услови? Првото прашање е за употребата на краткото и долгото име на нашата држава, второто прашање е за македонското малцинство во Бугарија, третото е говорот на омразата кој тие сметаат дека треба на систематски и ефикасен начин заеднички да биде решен, и четвртата таа тема која е најболна во делот на заедничката историја. Страна во меѓувреме нашиот парламент ја усвои декларацијата со која беше забетонирана нашата позиција дека не се преговара за нашиот идентитет и имајќи го сето тоа во предвид, во тие рамки треба да се бара решението. Изгледа дека е тешко, но не е невозможно, ви велам, ако има јасно изразена волја од двете страни. Ако досега ги прифативме барањето од бугарска страна, ќе имавме решение, но се покажа дека затоа мислам дека е чекор напред оваа декларација, конечно ВМРО ДПМН да покаже подготвеност, да ги поддржи напорите што ги прави македонската влада, македонскиот претседател во изнаоѓање на заедничко прифатливо решение, при што
секако ќе се внимава на евентуалното загрозување на нашиот идентитет. И за крај, дали сметате дека официјална Софија ќе биде под притисок да се дојде до некакво решение? Мора со Софија директно да се договориме, но нема да биде во секој случај и идната бугарска влада во комотна позиција, бидејќи се зголемува притисокот и од Европската унија и од нашиот стратешки партнер САД, кој исклучително е заинтересиран за стабилноста на Западните Балкани. Благодарам за разговорот. По повлекувањето на сојузничките сили, Авганистан останува отворен за влијание од другите играчи во регионот – Русија, Кина, Пакистан, Иран. Тие новонастанатата ситуација може да ја искористат за остварување на своји цели. Ова во интервју за Гласот на Америка го вели генералот Джеймс Џонс, поранешен врховен командант на НАТО. Терористичкиот напад на аеродромот во Кабул, во кој загинаа 13, а беа ранети 15 американски војници, не е само трагичен настан, туку и апсурдна ситуација, во која безбедноста на американските сили во Авганистан зависи од оние што ги нападнаа САД на 11 септември 2001 година, пошто САД, заедно со своите сојузници во НАТО, ја одржуваа безбедноста на таа земја речиси 2 децении. Ова е генералната оценка на американските воени експерти, која ја потенцира и нашиот соговорник, поранешниот врховен командант на НАТО, сега на чело на Атлантскиот совет, пензионираниот генерал Джеймс Џонс. I'm very upset. I've never seen anything like this. Јас сум вознемирен затоа што никогаш не сум видел вакво нешто во мојата 40 годишна владина служба како маринец. Видов некои лоши настани како падот на Сајгон во Виетнамската војна. Сепак, дури и тоа, иако лош настан беше предвидлив, далеку попредвидлив од овој. Ова е дебакал што повеќето американци не се навикнати да го гледаат. Џонс сепак посочува дека самиот Авганистан е донекаде на милост и немилост на другите сили во регионот и глобално, кои го користат за своји цели, вклучувајќи ги Русија, Кина, Пакистан и Иран. The history of those relationships, and include Iran in this. Нашите односи со Иран се сведени на се за што сме ние за, а тие се против. Слично е и со Пакистан, кој е близу до Кина. Кина од своја страна започна стратешки план за замена на САД како главна доминантна држава на планетата во секој поглед. Воопшто нема да ме изненади доколку Кина почне да се однесува слично и во други делови на светот, во Африка и во Јужна Америка, например. Тие го прават тоа со различни средства преку начин на економска пенетрација што резултираше со доминација во различни култури, различни општества низ целиот свет. Русија од своја страна е крајно нетолерантна кон НАТО, продолжува Џонс. The Russians hate NATO. Vladimir Putin hates NATO. Владимир Путин го мрази НАТО. Денес предпоставувам додека седи во Кремљ, тој веројатно се смешка. Не би бил изненаден ако Русија им помогне на талибанците како што е случајот со Иран. На тимот на Џо Бајден му останува да ја поправи ситуацијата, вели Џонс. It's up to Администрацијата треба да одлучи како да ја врати равнотежата во ваквата нарушена ситуација. Меѓутоа, додека талибанците се пред портите на Кабул, тоа ќе биде тешко, но не и невозможно. Сепак тоа би значило враќање на американските сили, средства и се друго што талибанците моментално го имаат за да го сменат моментумот. Тоа значи решително воспоставување на нашето присуство со цел да направиме се што е потребно за безбедно повлекување на нашите луѓе од таму. Нашиот соговорник инаку, поранешниот врховен командант на НАТО, исто така верува во повторна консолидација на безбедносните односи на САД со неговите главни воени сојузници. it has a Според моје мислење, катастрофалниот ефект што би можеле да го имаат потезите на Бајден врз нашата воена алијанса нема да трае вечно, но засега тоа веројатно не става во категорија на која не сме навикнати, дека сме сојузници кои не заслужуваат доверба. Тоа е се за ова издание. Се гледаме повторно утре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон.